Сакам да го поздравам денешниот мој гостин во серијалот што го правиме веќе, ова е четврта емисија од серијалот Разговор со Џони. Интересна личност со која се јас знам веќе подолго време. Меѓутоа, причината зошто е денес на разговор токму со мене, ќе ја каже самиот, а тоа е Гоци Исајов. Сакам да те поздравам, да ти посакам добродојди во емисијата, да направиме една добра емисија. Целта е да ве запознаат граѓаните со мисијата која вие обавувате. Пред неколку месеци формирахте едно здружение од неколку ентузијасти со кое се занимавате со спасување на една спасителна служба за спасување луѓе у планински услови, недостапни. Ќе ни кажеш од кај се роди идејата, што ве наведе да го отворите овој друштво и како се организирахте со курсови? Голема благодарност до вашата покана за учество во емисијата. Желбата за овое друштво да го направиме беше идејата беше моја, желбата се јави кај мои сограѓани, другари, дели колеги армиски, бивши. Не дека нешто ќе се профитира како сите луѓе што мислат дека ќе се профитира од овое здружение. Не е профитабилна организација. Како прво, не е профитабилно здружение на граѓани, моментално го сами финансираме. Затоа сме и на нулата. Натака здравје, ако успееме да привлечеме некои инвеститори, ќе аплицираме со некои проекти. Со проекти, за да можеме да присовереме нешто опрема која ќе ни биде, значи која ни е неопходна да мораме да имаме за да тоа ја го планирам натам да го разговараме. Прво сакам да ги запознаеш нашите гледачи на пример со овај разговор, ја ти што го водиме вака отворен. Да ми кажеш што ве натера да го отворите оваа служба? Кои помисли? Вие бете на работа, мислам, у Авганистан еден период бете, имате некои сознанија таму. Ево што ве натера таква една спасителна служба, што мора да кажеме дека недостасува тука на нашиот терен. Пред се недостасува поради туризма, меѓутоа тоа што го имаме видувано по мисиите веќе минато, да го оставиме назад, да не се враќаме неубави спомени и убави спомени, ама од сето тоа нешто се црпе искуство. Да, искуство. Искуство се црпе пред се. Идејата беше фитилот за да го организираме здружението кога се деси лани несретниот случај со ловџијата. Со ловецот Столе. Над градче, Над градче, да. Исто јас сум ловџија, ловец. Да, знам тоа, познат си ловец. Бев повисокото, слушнавме го, истрелот, имаше викоти, цркоти, и тоа не знаевме што се дешава. Мислиме дека улов и си луѓето слават и нека им се среќа на улов. Да. Покасно слушнавме брзата помош и беше нешто невообичаено на тај терен. Слушнавме се со пријатели, кажаа дека има ранет ловџија и дека веќе се го изнеселе. Значи до тогаш не комуницира. Не дека јастребни, како не се сеќавам. Над браната некаде беше, теренот беше катастрофален. Да, лош терен, непристапен терен. И дечките што беа пристапиле тогаш од противпожарното друштво со судни маки, без никакви услови и работи што им требаат, носилки специјални, многу тешко се го изведели тоа. Значи било е тежината на повредениот. На сонетво и на тие за да го спасат. И на нив е маката. Мислам и пожарникарите. Да, и на нив е маката со несоодветна опрема, а повеќе неговата. И добро, тоа ви даде една идеја. Од тоа беше идејата што само го забрзавме, дека со Столе се знаеме, у неговото, дека кај што беше ловочувар, повеќе време бев член на ловното друштво, лично се знаеме, на татко ми стар пријател, и тоа ни иницира така да ги забрзаме малку процесите. Формирањето. Кога го формирате друштвото? 25 март. Тачно назив имаме го тука на логото, имаме тачен назив на логото. Точен назив е Доброволна планинска спасителска служба Осово Кочан.
работите у секакви услови потешко, посебно у најпристапните. Па претежно непристапните терени. Дека на пристапниот терен може да биде достапна и брзата помош. У непристапен терен брзата помош не може да се снајде. Со тоа што го имат, ние ќе сме многу голема подршка пред се на брзата помош. Гоце, јас тиеко на емисиите ќе разговараме, сакам слободно да се осекаш у емисиите, гледам ако треба да имаш не ти на теб ти изја прв пат ова, така ми кажа пред тоа емисијата, меѓутоа целта на емисијата е да ги запознаеме, значи граѓаните со ова. Сега да ми кажеш обуката како ви тече. Обуката дел ја имавме претходно од армиските структури, горе-доле, меѓутоа е со создавањето на новите техники е многу различно од тоа што се учи за времето на претходните години, за времето на армијата. Значи се учи делумно за да можеш на колега да помогнеш да извлечеш. Тука е малку нешто сосема подруго. А пред се за тоа треба специјална опрема за да навремено Добро, делуваш. да се запознаете со таа опрема, како да ги имавме обука со дирекција за спасување. Спроведот, ја мислам, горе на Пониква. На Пониква ја спроведевме, значи тоа беше повеќе за противпожарникарски и за евакуација на население и на животни. Доколку има загрозено подрачје. Добро. А имаме ги доста загрозени у одредени случаи села. Дека тука кај нас така има најлошиот терен, не да Боже да се случи. Имало е случаи кај нас, например, ако е имало оваква служба, значи понапред зборам уши од времето и на Југославија, ако не се лажам, декември 80 година, на 2 дена пред Нова година, беа завеани 2 автобуси со ученици од Штип горе на Пониква, пред аеродромот тука. И луѓето благодарение што беа планинарите горе, тие ги спасуваат тие деца. Значи ако имала служба другаче ќе реагирала. Условите биле се, јас не сум бил сведок, меѓутоа тие што биле сведоци кажуваат дека биле ужасни условите. И затоа те прашам, кај нас кој е најлош дел од теренот тука на Осоговијата? Зимскиот период е многу наноси од шумската којчика од Пасачикова до полигона. Тука среќа нешто помага. Борот, меѓутоа пак кога се натрупа е лошо. Добро, тоа е поради тоа е тука на патот што е. Да, поради патот. Понакаде прашам со општо теренските услови се со шетачите што се имат обележени стази се, ама Радковичкиот дел, Радкова скала. Добро. Имат дел од стаза што поминуваат на кај Рамни камен, тај дел што е покрај резерватот, што се движат, имат обележено некоја стаза, не знам сега каква состојба е. И претежно над браната градче. Тука е многу странен терен. Да, према Јастребничкиот дел, да. И таа е така нешто повише, другите и Блага планина. Вие сега како да ќе ви делувале на тие вашиот план кој е како би делувале? Колку најпре ви ми кажи колку луѓе броете со Ние сме околу 30 членови во здруженијето, меѓутоа сме активни со обуки што идеме, значи 8 до 10 души. Значи два тима се, тим е по 4 души, по 4 луѓе задолжително и се кондицираме тие 8 души претежно. Другите се волонтери што можат да ни помогнат од страна што се меѓутоа кога има повеќе услови го пренасаме знаењето и на нив исто да знаат. Ако има потреба за трет тим да се формира, за да некаде. Сега бете за Охрид, мислам, на обука. Сега бевме Охрид, меѓународна вежба имавме Охрид, од Албанија имаше дечки. Заедничко бевме на 3-дневна обука. Дечките се прекрасни од Охрид со Планинско спасително друштво Охрид. Значи имат опрема повеќе од што им треба. Нека видат на вас, вие немате опрема, тоа натам ќе го разговараме за опремата. Ваша, мислам, прва поголема интервенција, ако не се лажам, беше пред околу месец дена, кога го баравте исчезнатото лице од Зрновци. Да, тоа беше првиот повик од... Де опиши ми го, мислам, начинот кој ви информира дека го тржите лицето што исчезнано, за жал после се констатира дека имаше трагични последици тоа исчезнување. Меѓутоа, ево, јас не знам, луѓето што
сигурно ќе има некои што ќе гледат оваа емисија, да ги запознаеш. Повикот беше од градоначалникот Борчо Коцев. Тамо после втората ден мислам дека од исчезнувањето на лицето. Добивме повик, вика можете ли да одговорите? Значи ние му речевме дека ќе бидеме присутни, 10 лица на лице место, со тоа што ние немаме некоја специјалистичка опрема за потрги на полошите места што е, дека Плачковица е приказна за себе. Да, Дива планина. По Дива планина нема Здраве. источниот дел. Отидевме по нивен повик, пречекаваме луѓе таму на сред село што викат плоштадо нивни, за да не ги наведат на дека да одеме. Значи, они имаа сознание дека дел има направено, Дека се е движил. дел потрги има направено, ама дел дека се е движил периодо однапред, дека се работи за добар познавач на планината, стар ловџие, што ги нема претресено терените и ние се приклучивме на тоа. Значи, нивен човек не предводеше пред се на локацијата, а почнавме, беше проблема по реката, никој не се ја нафаќал да оде. По реката е терено лош. Патчиња што има карпи, лоши гледам. Патчиња што има, значи не е ништо проводно, дека фреквенцијата на луѓе е слаба, никој ништо не расчистува, гранка не сече и треба да пузиш. И се одлучивме да одеме по реката. Поради тоа што и има многу длабоки ѓолови. Ај се лизгав. Да. Имаше потреба на добри 3 до 4 места, имаше потреба од осигурање со јаже и со појаси, меѓутоа ние у тај момент немавме опрема, како и сега што немаме, имаме нешто воскудно И гребете со раците и до душе немавме повреди, бевме некои така полуизбањани, што се лизнеше од камен, меѓутоа битното е немавме наши повреди. и него не доти тука на терен. Него не девме, да. И после 2 дена не се јави и кажа дека го имат најдено, на тој дел дека го не имаме претресувано, меѓутоа лицето уште е било топло. Значи, ние додека сме го били у потрага, он се некаде крил и е најверојатно бил жив. Трагични последици, тоа ви е прва така, мислам, ајде, како да е огнено крстевање да кажам. Да. И сега имате некој искуство плюс за натаму. Рекоте немате опрема. Ко се нафаќате да трагате без опрема? Кои вашите животи ги донасите да доведувате у прашање? Да, желбата за да помогнеш на некој и човечноста е таа. И секогаш ги дадеме сите наши сили за да помогнеме на некој што е загрозен. А ние пред се нормално ќе пазиме да не биде повреден наш човек, наш член на Да не здружение. се осиромаши тоа, мислам, тимо да не се ослабне, Да. бидејќи вие не тимски сигурно работите. Тимски се функционира, значи опрема ќе има, ќе најдеме, немаме моментум и тоа ќе се создаде Па добро, ситуација. ја кој што знам, ако имавме прв пат кога го објавиме ово, дека вие како спасителска служба беше пред 3 месеца, 4 мислам. Да, негде. да. Тоа беше летото, мислам јули месец, ако не се Така. лажам. Тоа се 4 месеца, тоа е краток период. Меѓутоа, јас се надевам, викам ти дека некои од граѓаните што се и на страна што не гледат, дека може некој ќе изрази желба нешто да помогне на вас. Со Ротари клубот кој беа тука разговарахме дека и они можат да ви помогнат. Дали сте у контакт со некои луѓе за помош, така да онадат и што ви од прво кажи ми како опрема најнеопходно моментот? Најнеопходно моментот ни е потребно како прво вакуум душек. Тај вакуум душек ние се запознавме сега со него кога бевме на обука со Планинско спасителско друштво во Охрид. Значи нова иновација е што е прекрасно да работиш со него. Вакуум душекот е значи составен внатрешно е со гранули и го обликуваш кога го врзеш со гуртните лицето повредено кога се веќе става на него и се го обликуваш и го испумпаш воздухот до него и буквално си како пурпена, како гипсиран си. Значи нема никаков проблем. Иновација тоа некоја. Да, да. И затоа е доста скап. Колку е Доста тај скапа. Имаш ти таму извадено гледам. Тај вакуум душек е, како што не запознаа колегите од Охрид, кошта некаде околу 1400 евра.
1400 доста е функционален. Значи некаде околу 10.000 евра ни треба да се набаве основната Што друго основните освен потреби. душеко, ајде, да ги да... Како прво душекот. Има ги исто перници, вакуумски перници за екстремитети, за рака и за нога, посебно. Така ова е комплетен душек за целото тело. Мултифункционална носилка. Маринер се вика тоа. Носилка со тркалце на средина. За да ти го олесни ти го носењето, него носиш, него само му даваш правец и го гуркаш. Добро. Побележаната стаза што е патишка што има таму. Таа некаде како што ни сформира е околу 4.000 евра. Некаде збореме за метална, за Збориме за најефтина. значи за опремување на еден тим. Да. А тимо речеме 4 луѓе дека броje, така ли? Да. Добро. Значи за вие сте два тима, ќе треба тоа дупло да се нешто онаде, меѓутоа за почеток Или за еден тим да се... за почеток треба за еден тим, првиот тим да излезе и после тоа додека тај мора да биде мобилен, за сатипал мора да стигне на лице место. И другите после дека од работа ослободени затоа со тоа што работодавците дека работат нашите членови ќе бидат известени дека дадена таква ситуација мора да бидат ослободени од работното место. За да дојдат и да се придружат. И ние не сме машини, ние сме луѓе. Имаме души и си умориш за тоа што тај тим мор треба да замене у непристапен терен се работе, дека може си употребе моторно витло, е окей. Само ќе дават правец на тоа. Ако нема услови за да се спушта надоле, ако немаме услови за пат, како што беше случајот со господин Столе, ловецо, значи нема се услови дека да спаја надоле на умала река. Ке заглави убраната, нема дека, значи мораше нагоре да иде, затоа ние имаме витло, кој ни е донација од многу добар пријател од Италија. Моторно витло е со помош на него се извлача и само му даваме правец. И има други техники што допрва и ние ќе ги учиме. Дали сте имате негде обратено за нешто да бидете опремени до некои институции од државата или до кај нас до некои стопанственици? До стопанственици немаме се уште обратено од причина што многу малку не знаат како здружение и сите ќе мислат дека сакаме да така печали, штуро да заработиме само некој денар и другото кој што ги гали. И очекуваме опрема да преземеме од дирекција за спасување и заштита. Дали ви обеќава нешто ти? Да, обеќавани, значи уште не е поминано на второстепено влада. Договоривме се со човекот кој е задужен за тај дел, кога се врати од пат, мислам дека се за Словенија, ќе ни е доделена реверс. Добро. За да може да користиме, ако си помине процедурата потоа на влада, ќе си биде нормално да ви отстапат на вас отстапено се. Да ви остапат. Таму има некои агрегати, имаме некои од стари партизански, непартизански носилки, подобри се од никаквите. Добро, ја со тебе се многу го дам на знаме преку борење, се знаме преку тие дружења што са биле. Знам дека си ловец, љубител си исто со мотор, што одеш нагоре. Има ли мечки у планината особо, сакам да те прашам? Јавила се Бидејќи многу луѓе охрабрат се и сами пешачат нагоре. Ево, јас сум чул дека има мечки нагоре, посебно тука некај Раткова скала, негде дека имало некоја пештера, сега колку е точно не знам. На тај дел нема забележено. Добро. Нема забележено тај дел мечки, и тоа има забележено паланечкиот дел, браната што е Козик. На тој дел има забележено 2 мечки имале забележено. И немаме ги сретнено. За среќа. Не е ништо страшно и да се сретнеме, што мислам планината, значи мораме се сретнеме кога тогаш. Нема ништо страшно. Но не носите вие на оружјање сигурно, освен кога си на лов да се осигураш. Не носиме оружје, од принцип, кога сме, мада сме у планина, имаме, поседуваме собствено оружје, меѓутоа од принцип не носиме. Со нас носиме само по едно джебно ноже и нешто друго ако треба за гранка, нешто да се прочисти пат додека сме на терен. Добро, вака сега ја пак се врнам на вашето здружение малку, да не ни биде многу кратка и емисијата,
да ни скочи за 20 минути, ајде да ги запознаеме гледачите, ајде ти ќе искочиме, ќе идеме, ќе пиеме кафе негде, ќе одадеме ги тоа, они ништо не се разбрале за 20 минути. Нешто ај повеќе за да се седнаме, значи целта им беше вас да ве представам оваа емисија, за да најдеме некој, ево можете ќе сака да ви помогне. Слободно кажи, значи кога ти кажаш што ви треба опрема, моментално додека ги добиете тоа, кажи ми исто за душтица. Сега ќе кажеме, значи основната обрава која што ни е потребно е вакуум душекот, Кажаго, перниците вакуумски за екстремитети, мултифункционалната носилка, маринирот, медицински ранец задолжително. Добро. У него има кои делови треба да ги имаме и кој оддел е задолжително е, значи медицинската крвата. А најглавното го забрави. Ја и ти кога го правихме овето кој ве најавив на мојот портал на Комарецо, тоа беше радиостаницата, ако се сеќаваш. Комуникацијата ви ути за... Значи да ги наведам ја другите делови. Ја треба да подсетам, значи. Медицински ранец, значи кациги секој мора да има, појас за спасување мора да има, јажиња се, значи на тим 2 јажиња се задолжителни. Едно јаже е 100 метра, значи и второ јаже од 100 метра задолжително се носи у тим. Челни ламби, а претежно се избегава, значи што бевме и на Добро, терен. комуникацијата што збореме, ако сте на подалеко расстојание, треба да комуницирате со... Да, и карабини горни, тоа е другото, значи пропратно у тај дел што мора да се има. Комуникацијата со центарот, значи на центарот што ние на Пониква што имаме добиено просторија, очекуваме сега да ни известат Дека таа просторија? Старите касарни Добро. до информативниот центар. Аха. Сега очекуваме колку ќе проценка да ќе биде да плаќаме месечната керија, затоа што џабе нема ништо На никаде. кој да плаќате? На општината. Па нека општината џабе. Имало правила, морало да помине преценител и колку ќе ни одреде проценка ние да си плаќаме. Тоа така горе стои керија. празно, а треба се некој ако го среда, ако седе, значи треба да го плаќа на општина. За жал беше, значи, руина, магазин, препун и што треба и што не треба, успеавме, изчистивме го, средивме, избеливме. Дотерате го. Дотравме го сега унатре да ставаме нешто мејл, што ни е потребно, кујничка да средеме за да можеме да правиме зимска Сега ако го чајче. средите, треба на тај дека сте му го средили, треба да почнете да му плаќате кирија. Баш така. Добро, зашо не поднесете едно барање, например, до Советот на општина Кочани да донесете една одлука да ве ослободат. Тоа не са пари некои. Немало основа по која ќе бидеме ослободени, а законски било да мора да излезе комисија колку ќе не одреде таму по квадрат. Добро, по еден динар по квадрат ќе ги најдеме. Не бива, не, тоа се зависи, значи проценителите која сума ќе одредат, ќе видиме. Значи и тоа ви е проблем, не е само Да, имавме побарување и тука исто за уасном просториите, ама ќе ни излева голема керијата и тие ги откажавме, ги задржавме го само горе. Централа имате ли? Немаме централа, немаме радиостаници за комуникација. Моментално комуницираме како индијанци, дека нема нашите телефони мрежа со викање и Добро, зашо не идете на некоја обука со овие со огините, со тие димовите таму да се договарате баш да бидете индијанци. Значи, како ја што разбирам, ја не сме го вајмове правили ајти овај период, тоа што ми изгледа вие ништо немате, само волја имате. само добра волја имаме за работа. Никој не се осмелува да седне да се јави да рече и чека на вие дај да им помогнеме ако сакат да работат нешто. За жал уште сме дури на исмејување. Имате повеќе од тројца лица прашувано, колку имате парички земено што бевте за потрагата у Зрновци? Да, нашиот одговор беше да бе по 100 евро од лице имавме од ден. 3 дена 300 евро твоја плата месечно. Приклучи со нас, повели, ќе ги зимаш и тие средства. Тоа знаеш што е таа, како ти кажам, психологија кај нас луѓето. Они мислат дека сите се за пари работат. Како вие доброволното противпожарно друштво децата се формираа, мислам дечките Алалин Вера, направија колку толку од голема помош се и сега некој да им рече чекаме вие колку. И истото го викате за нив. Од интервенција. Глупости. Да. Значи, тоа да не загрижува, значи има и прост народ кај нас што некои работи не ги знае, не ги цене. Он да се стави у некоја ситуација, не дај Боже, да заските у планина негде,
и да тражи помощ и вие да го откриете, он нема да знае какво да ви се заблагодари. Да. Он ќе се разпрашува, значи дали некој ви на вас платил, вие него да го тражите. Тоа е за жал кај нас секојдневието. Едно улевање у планина се знае еден резервоар. 50 евро ти дадат. Бензин. Дека. Па се качиш на поникве да влезеш у планина. Толку е. Еден круг да направиш, толку. Со средства Црни моментално... патишта, значи моментално со средства сме од собствени средства. Јас имам лично мои средства веќе повише од 1000 евра уложено. Значи радиостаници што имам, јас за лов што ги користам, две имам. Прва и последна користиме, значи ако имаме потреба повише, ако сме распространени, ги земам од другарите, ловната група што сме ние, 5 членна група сме, 5 радиостаници имаме сите. Тие можам да ги земам додека набаваме собствени на Сдруженијето радиостаници. И со репетиторски како ќе бидеме покриени, затоа што се губиме се со центарот. На центарот што ни у просторијата на Пониква, едно лице мораме да имаме секогаш за комуникација. Добро. И колку треба губиме да е со него. тај домет, например? Имате ли не? Сигурно знаеш колку да е домет на која оддалечност најмаксимум може да се случи. Колку повеќе радиостаници се у круг вртат, например, на тај дел, толку подобра е мрежата. Значи, они сами прават и база и примат и дават. Колку са тие радиостаници по тебе? Модерна радиостаница, да земеш, не најмодерна. Не најмодерна, значи ние што ги користиме се одлични, Baofeng 50 евра кошта една на околу 150 километри. Што повеќе се Колку покриваме. имате такви радиостаници? Значи јас ги имам, тие се 15 на друштвото што сме ловџиското друштво. Добро. Ловџиите. Се тие 5. А у Сдруженијето нема мич. 8. И јас моите лични две ги 8 ви користам. требат, 8 Значи, ви 10, требат, значи, дватима сте по 4. Дватима по 4, да, и еден имаме на база, 9-10 души сме ние активни. За 10 души опрема мораме да обезбедиме. За 10 души? Да. Тоа за 500 евра. И колку е таа централата? Базната станица не знам колку е. Не знам. Нека нешто да знаете, можеш. Немам информација. Не сум прашал од причина што не можеме да обезбедиме и гледам од собствени средства да го обезбедиме тоа што можеме, што е попристапно. Јас на крај стварно на емисија сакам да дадам еден апел до тие што можат да помогнат. Мислам емисијата наша гледат и нагоре, мислам. Не да мислам, сигурен сум, бидејќи луѓе се јавуваат од Германија, од Италија што имат гледано преку YouTube каналот. Може да они ќе најдат некои поевтини таму, има нешто на намаление, стално се нешто дешава, случува. Па да видиме и преку ни нешто да се... Не ли разговарахте тука, со кој разговарате тука кај нас? Не ли разговарате нешто со овие, со Ротари клубот, со овај што е Зоки нешто од председател што беше гост кај нас, Доран Тодоров? Дечките се супер за да помогнат. Да разговаравме со Зоки и со него се знаеме повеќе време, повеќе од 15 години. Имат желба да помогнат, меѓутоа се у разговори уште они, додека најдат и они нели на луѓе што сакат да помогнат, да соберат средства у нивниот круг, важно, очекуваме од нив поддршка. Натака здравје Боже. Ај сега малку ќе тоа далечам од темата, и ако на доме гледаме се вртеме, но викам ти многу скоро ќе завршиме. Сакам да те прашам нешто. Овие денове слушнав, ти кажа дека си ловџија, излаваш на терен само, дека имало многу лисици по линијата моментално и некои чакали. Па чакали има, да. Што е тоа, објасни ми, од кога се тоа, кога ти кажуваат дека тоа се многу, мислам, коте, многу ги има, големи брои дека напаѓат у група по 10. Да. Ама за жал се кај нас забранети. А има ги од дека од еднашка се појавија, дали имаш некоја информација? Па ја мислам дека се донесени. Донесени се од страна, сите тие некои животинки чудни новини се појавија од како дојде ни НАТО. Како влезе НАТО после војната на Југославија и ги има тие нови видови и змии и чакало е нешто како куче, а многу е поопасно од волк. А луѓе напаѓаат?
не се плаше, улева дори по домовите улева, по селата, во двора улева, не се плаше од ништо. Овие у полето се жалат многу лисици наезда оваа година. Не сум запознаен со тоа, немаме доле, немаше пуштен лов, не знам кој беше, дека Кај тркање тука под пругата кога одеш према од тркање кога се спуштиш под пругата, вика тука е страшна работа, вика. По линијата тука што е ова клучката према Градовци, према Виница, тука клучката што е под монополот, да кажеме, кај компостарата там, и тука луѓето се многу плашат од лисици. Некои се плаши еден период од дивите свињи, дека доваѓаат тука, дека напаѓаат. има се уште. Волци дека има сега. Многу. По селата стоката си изнешти се, изпродаде се, за жал измислена ваква болест, друга болест за кози, за крави, за се, како сега и за домашните свинската чума, скоро е се истребено од домашни животни, така да немаше да тражат од планината, ќе спаѓаат доле во полето. Тоа е нормална појава. Луѓето да ги јадат. Нормална појава. Немате ли вие, ево те, кога водите се, нели се плашите од такво нешто? Ево, зимски услови сега што заладува, ајде не још нема снег, ама поладно е, пократок е дено, неле? И јават ви се нешто да помогнете на некој, така немате ли некој страх кај вас или како планирате, дали планирате додека е преку ден да завршите тај ден мисијата? Претежно се потрагите водат преку ден. И тоа сега баш работивме во Охрид со колегите. Ноќно време не предпочитуваат потраги по луѓе. Евентуално ако се веќе на терен за да го излечат доколку е лицето живо. Доколку нема сознание дека е живо или ако е стапено на смрт, тука се прекинува, се бајле рано узори и се продолжува. Со кој имате соработка сега воспоставено? Слични, мислам, здруженија. Здружение имаме и добри комуникации со Планинска спасителна служба Охрид, со нив имаме и заедничка луки, со спасителната служба од Кюстендил сме од вчера у преговори, со нив имаме средба за кажано ноември. Кюстендил? Кюстендил, да. Вие сте петка, вие заедничка точка ќе имаме со нив Руен. Добро. Слушавме се вчера со предпоставени што е председател на здружението. И ќе имаме добри соработки со нив исто. Тоа со овие од страна со нашите тука. Бугарија од Кюстендил, да. Ајде нешто гледам, вртеме, се исти прашања повтараме. Ја да кажате дека емисијата нема длго да ни трае, бидејќи малку, ја ти кажа и на почетоку имаш трема, знам. Друштво сте од неколку месеца, немате некој искуство да евоцирате, да кажувате што е, како е. Што сте имали интервенција, освен ова единствената? Да, други не сме имали. Претежно сме на обуките. Што сакаш ти да кажеш, а ја што не ми текнува, дали има нешто што испуштиме да каже? Претежно сме на обуките фокусирани. Исто имаме договорено и со Одрода Волци обука за наша едукација повише. Пак имаме договорено со луѓето од Охрид што се. До крајот на годината се. До крајот на годината, да, со првиот снег на Поникве имаме договорено обука со дирекција спасување и заштита. Да дојдат горе. Овие што беа тука летото. Што беа тука, да, пак треба да дојдат, тоа е понивно. Сега треба у зимски услови фактично. У зимски услови, да. Тоа е понивно барање. Имаме одлична соработка со нив. Друго ќе видиме со теко на времето што ќе се јавува, така ќе се ширеме. Имаме барање од соседни градове некои за подружници да правиме, меѓутоа не сакаме сега за почеток да се растураме за тоа што ќе не можеме да стигнеме секаде. А баш кај што опрема нема. Значи овака, да резимираме. Гоци Исаев, председател на Сдруженијето за спасување у планински услови. Така ли? Да. Значи тоа точно ми така констатација. Војник у Авганистан. Да. Активен ловџија.